civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Колку пропагандата и дезинформациите влијаат врз евроатлантските процеси на нашата држава? Благодарам, ќе се обидам да се осврнам и како рефлексија кон она што го кажаа колегите кон прашањето директно. Секако дека имаат влијание и токму практично веројатно главната цел во креирањето на дезинформациите и во обидот за влијание е повторно геополитички. Тоа секако има за цел да влијае кон евроатлантските перспективи. Среќа во несреќа што никако Северна Македонија го фати последниот воз пред кризата за да стане дел од НАТО, затоа што верувам дека воспротивно ќе беа уште поголеми влијанијата и ќе беше уште поголем интересот. Во делот на проширувањето кон Европската унија, тоа е малку поширок проблем и секако проширувањето нема да се случи за брзо и да не беше украинската војна, но во секој случај може да влијае на сентиментот и на прифаќањето од граѓаните. Интересно е што работевме преку институтот Преспа односно институтот Преспа каде што сум дел од работната група за жени експертки, работеше на имидж обсерваторија на државите и интересно е што податокот главен е дека практично нема оригинално руско влијание. Тоа е заклучокот, значи дека нема некое оригинално руско влијание кое е значено, туку дека повеќе сентиментот, прорускиот сентимент практично влегува преку соседните држави. Да, многу е поголемо во други сфери како што се образованието и културата, но оригиналната поддршка као таква не е толку голема колку што е експонирана или колку што прави бука во контекстот. Верувам дека тој тип на истражување може се така да е интересен, дека можеби на некој од следните разговори би требало да некој од авторите се вклучи во овој дел. Од тоа истражување исто е интересно дека најголем процент има кај поддржувачите на левица, но левица таква сама по себе како што е исто така не е голем или значаен фактор, што не значи дека нема да биде промена за следните избори, затоа што дел од типичната влијание во хибридните закани, особено проруското влијание, се покажа и на изборите во САД председателски во 2016 и на предходните председателски избори во Франција. Исто така и ние имавме како земја проблем со уривањето на вебсајтот на Државната изборна комисија кој до денес не доби разрешница. Така што она што мене би ме евентуално плашило понатаму би било какво би било политичкото влијание или каков ефект би имало на следните изборни процеси доколку на време не се превземе определена заштита. Се согласувам со колегите дека имаме ние некоја нормативна инфраструктура која е задоволителна и која е доволно добра и самата сум фан на вистиномери, ми е драго што има таков сервис кој функционира, но и самиот не може да постигне доволно. Не се сложувам дека само помладата генерација практично жртва на дезинформации, исто така голем дел од повозрастната популација следејќи ги трендовите е на Facebook и на социјалните мрежи и исто така ги следи, има пристап до овие електронски портали за кои не постои соодветна регулација, само регулацијата не е доволна, алгоритмите практично ги врзуваат луѓето и појавувањето на определени објави кон определена група. Затоа мислам дека е многу важно да се внимава на квалитетот на известувањето, квалитетот на новинарството, но и квалитетот на политичката комуникација. Како што кажа Филип, имаме посериозен системски проблем. Идејата на хибридните и асиметрични напади или на безбедносните закани од таков тип, кои претежно доаѓаат од недржавни актери, но и државните актери ги користат, без оглед дали ќе има или нема атрибуција кон нив, е генерално нападот на либералните вредности како такви, на она што е поставено како западна цивилизација. И практично, откако почна и генерално борбата со тероризмот после 2001, после нападот на Светскиот трговски центар, како што се проширува безбедносниот периметар, се повеќе се стеснува либералниот периметар или се повеќе се стеснува ограничувањето на човековите права и слободи и тоа го прават законодавците широм светот. Имавме тој случај и со законодавството во Франција, во Германија, но и на Балкан. Затоа е многу важно да останеме доследни на идеите како такви, колку и да е тоа тешко, и да како општество земеме системски став или изградиме системски пристап кон надминување на состојбите. И дали воопшто има дезинформации кои што се шират или не се шири некоја руска пропаганда во образовниот процес? Знаете, пропагандата како цел не бира сектори, се шири секаде. Меѓутоа ниту сум ја судски орган за да констатирам, ниту нели може да зборуваме надвор од она што е наше лично доживување или искуство.
Секако дека секој е апсолутно одговорен за своите постапки, особено во академската заедница. Во академската заедница е многу важно да се вратиме на академскиот интегритет, надвор од она што се зборува како предуслови за избор во звање согласно Законот за високо образование и Законот за научно-истражувачка дејност. И за жал науката беше многу силно злоупотребена во истиот оној период за кој зборува Бојаровски и имавме и пленум и контрапленум, имавме и протагонисти на говор на омраза кои се промовираа како борци за човекови права. Меѓутоа, тоа знаете, never ending hurdle, тоа е нешто што не може да го спречите, затоа што ако се обидите да го спречите или да го криминализирате, затоа што дезинформациите не постојат како посебно кривично дело во кривичниот законник, тогаш влегувате во една друга сензитивна област, каде што практично многу е тешко да го воспоставите балансот помеѓу потребата за безбедност или за заштита од дезинформации и она што е поставено како стандард согласно член 10 од Европската конвенција за човекови права во делот на слобода на говор. Затоа ние како академска заедница имаме сериозна одговорност, граѓанското општество исто така има сериозна одговорност, владата има сериозна одговорност во делот на тоа со кого се работува, чии ставови ги пропагира, медиумите исто така имаат одговорност за делот на кому му даваат простор, затоа што некогаш во потрега по сензационализам канат гости кои не уживаат академски интегритет, но уживаат определени титули стегнати на различен начин, затоа одговорноста е споделена. Најголемата одговорност секој ја носи сам за себе, но оно што го имаме го пренесуваме и во општеството околу нас. Мислам дека проблемот, како што кажа и колегите, е подлабок, затоа што ние имаме генерално проблем со неказнивост или неодговорност и разочарувањето кое се случи после очукувањето од СЈО направи еден голем бран на негативни емоции или на недоверба кај граѓаните. И таков систем, за да се врати повторно довербата и во правосудните органи, и во тоа дека некој ќе сноси одговорност ако постапи несоодветно, ќе бара многу време. Како што кажав, само дека сме соодветно нормативно поставени. Сега за сега не би сметала дека треба да има посебна правна квалификација за кривично дело на дезинформација како такви, но може да има измени и во кривичниот законник во материјална форма и во прибавувањето на докази. Исто сметам дека е потребна некаква дорегулација или барем воспоставување некаков регистар на вистински сопственици, може би или нешто такво, уделот на онлайн медиумите, затоа што и медиумите како такви во денешно време секој може да биде медиум. Објавувањето во академската заедница на определени постови, објави, говори, коментари на различни експерти исто така се проширува и преку социјалните мрежи, преку онлайн порталите. Значи, чија изјава ќе ја изберете како медиум или како новинар за да ја пренесете, потоа прави мултиплицирано влијание понатаму. Затоа и верувам дека треба да се популаризира активноста на Советот за етика во медиумите. Исто така сметам дека е важно да медиумската писменост се интегрира во образовните програми преку формалното или неформалното образование. Не сум сигурна како е во основно и во средно. Знам дека Институт за комуникацијски студии прави фантастична работа, во моментот имаат баш повик за некои обуки за медиумска писменост. На универзитетите, на факултетите исто така одговорност на самите институции, конкретно на нашата институција имаме предмет што се вика медиумско право и каде што баш денес зборував за дезинформација во контекст на сајбер криминалот или сајбер следиците. Така што верувам дека, како што кажа Чинам Филип, сите можеме да придонесеме на некаков начин за она што се случува и да дадеме преку едукацијата будност или превенција, затоа што превенцијата е секогаш најдобриот лек. Исто така има определени механизми кои не сум сигурна колку се користат, например пријавувањето на говорот на омраза како таков, затоа што и социјалните мрежи, па дури и Министерството за внатрешни чинам имаше еден посебен сегмент каде што има опција за пријавување на определени кривични дела или негативни појави, но тоа не се случува затоа што за жал толку е зголемен степенот на толеранција на насилството и е прифатено како дел од секојдневието, што многу малку се реагира на него. Имавме, ја спомна Бојаровски чин на Министерката за одбрана, имаше една кампања за подршка со хаштази и јас сум Славјанка Петровска и тоа се случува генерално кога жени се нападнати. Нели Stand for Her, стоиме за неа, но генерално надвор од тоа не сум видела друга активност поорганизирана за некакво спречување или некаква реакција кон насилството, дури некој што може да има и негативен ефект затоа што практично ги експонираме повторно ние што сториле некоја негативна појава, а сметам дека не би требало да се остава простор за насилство или за некаков тип на несоодветно однесување кое нели влегува во делот на дезинформациите, влегува во делот на
кривично право и на други негативни појави што не се или не би требало да се вредности на нашето општество.